Неретко во луѓе и места ве запознаваме со луѓе кои по своите пасии се издвојуваат од останатите. Така ќе биде и во ова издание, но овој пат мојот соговорник има повеќе пасии. Пред неговиот двор, паркираното југо наменето за трки, ја навестува неговата прва страст – брзините и трките. Христаки Давидковски го начекавме токму кај неговото југо со кое учествува на трките во Македонија. Тие се негова љубов од мали нозе. Зима е, но полека треба да се припреми автомобилот за сезоната која следи, вели Таки. Кога ќе влезете во неговиот двор, ќе ве пречека неговата втора пасија – аквариумските риби. Еден аквариум во дворот и еден дома. Покрај ова, тој целиот свој живот е посветен на каратето, каде што се уште се надпреварува во категоријата ветерани. А веќе 6 години, уште една пасија го преокупира неуморниот Христаки, а тоа е изработката на накит од кристали. Иако звучи чудно, тој за себе вели дека од неговата 7 година е на 4 тркала. На 7 години прв пат седнав да возам автомобил. Татко ми сакаше едноставно да ме научи да возам. И веќе од тој период почнав ја да возам, да учам да возам. Прв пат возев по улици, прво во почетокот тука низ улици, после надвор од Скопје. На 6 одделение ја возев првата релација од Треска, кривината Треска до дом. Во 6 одделение. Од 8 одделение кој ќе искочиме надвор од Скопје, татко ми даваше ја по аутопат цела Македонија возев. Но за да учествува на трки, морало најпрвин да положи возачки испит. Веднаш после тоа започнува неговата пасија на 4 тркала. Првата трка ја возев 76 година на 21 година, значи, и тоа како сувозач на едно рели низ Македонија. Веќе, значи 2-3 години возев како сувозач, пошто немав свој ауто. Веќе 79 година, прв пат почнав да возам трки со мој ауто. Не верувам дека има маж кој не ги сака автомобилите и кој не би седнал да вози трка, ама сепак ние бевме едно друштво другари кои од мојот клас четворица возевме трки во шампионот на Македонија. И таа љубов се стварала од деца, од мали. Заедно учевме да возиме низ улиците, заедно возевме и првите почетоци во трките беа заеднички. Речем, еве ја останав последниот мохиканец и ден денеска не се откажувам од трките. И активно ги се активно. Не можеш да кажеш активно, поготово пошто и самиот автомобилски спорт последните години е паднат. Се дојде во ситуација да се вози една трка за шампионат на Македонија, фактички нема шампионат, али тоа што има, пробам да возам кога сум во состојба, мислам финансиски, и сепак трките бараат премногу средства. А потребата од финансиски средства за припрема на автомобилот и учество на трки било исто толку големо колку и љубовта кон брзините. Така било некогаш, така е и сега, вели Таки. На времето исто не сме биле моќни, значи љубовта била преголема. Ја лично не само ја, и претежно во Македонија се возело Фичо 101, значи почетоците. Имало и поголеми коли кој бил помоќен и ден денеска тие што се моќни возат убави аута, зборам се право ауто. Секој ауто е право, дали е од 700 кубика или од 3000 кубика, ако е спремно, тоа е стварно право ауто направено за трк. Али нашето ниво или можности се толкави да, че првите возила што ги возиме беа фичовците, по некој трабант ке се појавеше. И кажа, ја во мој живот имам 50 фичовци променати. Купи го, спреми го, си го удрил, си го расипал, па не се допаѓа, пак продај го. И таа се случувало нон-стоп, константно. Тој важи за човек кој сака сам да си ги завршува работите. Така е и во подготвувањето на автомобилите за трки. До денес, сите негови автомобили за трка ги подготвил сам. Од љубовта научив и ги научив аутата за мотористика, комплет цело ауто, како да го спреми, што треба. Само финанси, што фалја секогаш, али сепак и ден денес балансираме. Секогаш ауто е спремно према можностите, такви се и резултатите. Фичото народна ауто, исто како Volkswagen, нели? Тие били се продавало, се произведуваше во Југославија, таа били можности да го купиме,
или кој ќе одземе, па можда има мислам дека најинтересантно за Фичото е тоа што ја и Фичото сме ми се чини родени на исти датум. 12.3.55 година. Првото ауто искочено од фабрика, од Фиат. Можда и за тоа ми се створила посебна љубов и кон Фичото. Меѓу првите класи, има и помали, тоа е 750 кубика, после се пролонгира на 850 кубика таа класа. Значи тоа е прва во Светската автомобилистичка федерација, значи категорија те почијат од 500 кубика па нагоре. Значи Фичото е втора или трета класа поред. Сега во самите класи се имат групи. Значи има група N, група А, група Х. Што значи? Група N е буквално фабрички стандардно ауто, приспособено да се вози кон трг. Група А е веќе ауто кое е преправено со многу појаки перформанси, скоро дупло од нормалното ауто. Нормално веќе личи на право тркачко ауто и така натаму. Фичото ние сме го возеле буквално во група N, али сепак давало сепак добри перформанси и сме уживале. И ден денес ја имам Фичо и го возам. И кога можем, кога има кај нас манифестација од типот на олтајмери, го возам и уживам, да ви кажам. Денес југото е неговиот пулен. Можностите дозволуваат толку, но љубовта, предизвикот и задоволството од трките се задоволуваат и со овој автомобил. Можностите мои се толку и југо е тешко да го спремам максимално. Најаки перформанси може да изведеш во група Е, кај што е све на ауто може да се препре. Можеш цела шкољка да направиш во пластик. Моторот може да биде и таа класа фактички нема врска со стандардна ауто. Моето југо, на пример, пошто е во таа група Х или Е, пошто заедно возат, кочници вози диск кочници од Алфа. Амортизерите се правени по порачка. Нема крај, секој дел го преиначуваш, со подобри перформанси го правиш за да може ауто да даде повише од себе. Најбрзо што сум направил југо стандардно во тркачко било за 10 дена, ама работавме тука кај мене 10 души ми помага. Тоа беше врхунет и аутото се возеше по 4-5 години после испадна прекрасно и одлично беше, даваше добри резултати. Али тоа е, ви кажам, екипа која работела 10 души. Сам да го работам, може да би година дена ќе ми треба. Во неговиот живот спортот има значајна улога. Бил спортист целиот свој живот. Најпрвим барајки се себе си во повеќе спортови, но од кога започнал со каратето, таа љубов трае до денес. Од кога знам за себе спортувам, фактички од свој 5 години. Во наша улица има еден другар и он имаше Вујко и тој Вујко беше вујче за цела улица, за сите деца. Он не зема негде далечно 60-та година, беше гимнастичар човекот и така една група деца почнавме да спортуваме гимнастика. Тоа беше во Партизан, не се сеќам како се карши клубот на пратеници денешен, тука сега е празнинка. Така до своја негде 10-11 година се занимавав со гимнастика. Добар бев, не бев во врвот, али пласман 5 до 7-8 место тука сум бил. Па потоа продолжив на други спортови, фудбал, ракомет, џудо една година, тенис и на крај завршив со карате, уствари започнав со каратево до ден денес. Паралелно со тоа и трките, и тоа ми е љубов од дете. Христаки повеќе од 40 години се занимава со карате, боречка вештина на која е благодарен за придобивките во животот кои ги добил од нејзиното тренирање. Каратето е таков спорт што кога ќе почне човек да овежба, осеќаш кај него некоја моќ, желба. Мислам, желба за докажување има кај сите, али каратето привлекува со тоа е вештина која денес ја тренираме као спорт, која ти дава само доверба, учиш да се бориш, мислам да се бориш, не да се тепаш, едноставно да се надпреваруваш, да спортуваш. Едноставно ако ти оди, ти тргне, добиваш, се заљубуваш во тој спорт и не знам кои сите мои другари пријатели до ден денес се во кимоно, исто како и јас. Во текот на цела моја кариера надпреварувачки до ден денес, јас како такмичар на времето, па после како тренер во склоп на репрезентација учествував
на надпревари од вадори стилот тие на европските шампионати што се одржуваат. Пред 3 години ми кажаа дека е воведена нова категорија ветерани која се надпреварува. Бидејќи ја во континуитет не сум го напуштил каратето, вежбам, сега не вежбам, до пред 4 години имав и мој клуб, а прекинав поради мои лични работи, морав да затворам клубот, али се уште си вежбам за себе, не сум прекинал и решив да се учествувам на тие надпревари, бидејќи се уште се осеќам способен, во добра кондиција сум. И така почнав да се надпреварам и во категорија ветерани. Тоа е категорија над 40 години. А јас сум веќе 59 во март ке наполнам. Така да, таа е сепак пак широка категорија, не е едноставно во никој случај. Од најмали нозе па до денес така ја одржува и љубовта кон животните. Во неговиот дом живееле разни животни, но рибите се онаа што го одмара најмногу. Па љубовта не само кон рибите, кон сите животни, миленици ја имам уште како дете. Аз веројатно су ја наследил од родителите, и од комшиите, и од комшиите многу. Имав тука од мало другари кои чувале риби, кадаринци. И таа љубов се пренела кај мене. Имам љубов, сите миленици ги сакам, но сум се определил за рибите затоа што мислам дека најмалку време ми одзимаат, а сепак преубави се и едноставно кога се дружиш со нив те одмараат, те релаксираат. И денес чувам риби, веќе ја чувам риби 30 години, веќе али сум се определил за две врсти, за карасот и за коите, кои си многу полесни за во однос на другите. Прво се ладнокрвни риби, не сакаат загревање. Може да ги оставиш и месец дена без храна, буквално важно е да имаат воздух, кислород да би обстоиле. А јас сум фактички слободен, не имам миленици, не губиш многу време, оти сепак мора да работи човек, нели, да екзистира. Последната негова пасија со која се занимава веќе 6 години е изработката на накит од полублагородни камења. Јас во принцип сум човек кој ужива да работи на некој начин, цело своето слободно време го користам да работам и све сам у принцип работам, така и сам се научив да изработувам накит. Благодарение малце на ќерка ми, она уште кога дете почна да изработува накит, да се занимава со изработка на накит, да го пласира, прво беше хоби, почна стана мал бизнис и требаше помош и јас се приклучив. Почнав и јас со нејзе паралелно да работам. Сега веќе прераснува во поозбилен бизнис, го развиваме, се надевам дека еден ден ќе се чуе за нас. Претежно работиме накит од кристал, тоест бижутерија од кристал, од природни камења, полувешти драги камења. Од целокупен асортимент, од грлици на раквици, меѓуши, све доаѓа спонтано. Веројатно татко ми на време во млади години црташе слики, платна, масло. И од таа жичка, уметничка се пренела нешто и на мене, едноставно кога почнав да работам, автоматски сами идеите доаѓаат, изработката и нема крај на тоа поле. Нема крај на тоа поле, како што вели Христаки, но сепак нашата емисија има крај. А токму на крајот, секогаш ве покануваме да не следите и за 7 дена, кај некои други луѓе, на некое друго место.